Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани скопјани. Петре Шилегов го доведува во опасност здравјето на сите скопјани жители на Скопје и околината. Петре Шилегов се врзува со сомнителни бизнисмени од Хрватска за кои има кривични истраги, нудејќи им ја скопската депонија. Со оглед на сомнителното минато и бизниси на партнерите кои ги одбра Шилегов, постои сериозна загриженост дека најрадиоактивното и најопасното ѓубре од странство може да се носи и да се рециклира, токму тука во Скопје и со тоа да ги труе сите скопјани. Петре Шилегов и град Скопје во скопската депонија како партнери внесуваат конзорциум од германска, хрватска и македонска фирма. Патем македонската фирма е со хрватски капитал, но со сомнителни сопственици, со криминално досие за кои се води истраги, има кривични пријави во Загреб, односно Хрватска. Прашуваме, дали е точно дека нов партнер на Петре Шилегов како градоначалник на градот Скопје ќе биде контроверзниот хрватски бизнисмен Петар Припус, собственик на хрватската компанија за рециклажа на отпад ЦИОС. Дали е точно дека за истиот Петар Припус се водат повеќе случаи за корупција, даночно затајување, како и оштета на градот Загреб, каде што заедно со загребскиот градоначалник Милан Бандиќ беше уапсен пред известно време. Партнерот на Шилегов и градот, Петар Припус, исто така се товари дека затаил над 13 милиони евра данок со тоа што издавал фиктивни фактури на фирми кои требало да му бидат добавувачи и никогаш не се утврдило дали навистина отпадот бил купен од негова страна, односно стигнал физички кај него. Дали сега Припус, откако е контаминирана неговата работа и неговата фирма во Загреб и Хрватска, си наоѓа нов партнер во градот Скопје и во Петре Шилегов како градоначалник, за да може да реализира нови сомнителни бизниси со овој најопасен отпад кој што го увезува и рециклира. Никој не води контрола колку и каков отпад се увезува во Република Македонија, а сега, откако овие структури на чело со Петар Припус влегуваат да работат во Скопје, постои сомневање дека целиот тој отпад од странство кој ќе се увезува тука и ќе се рециклира тука во Скопје, најголемата штета ќе трпат скопјани, патем ќе бидат труени. Инаку, секаде низ светот бизнисот со рециклажа на отпад и отпадни материи се смета за еден од најкоруптивните и најдобрите пералници на пари. Почитувани, дали скопјани ќе се трудат од радиоактивен отпад кој ќе се рециклира токму тука во депонијата во Скопје? Ова ли е грижата на Шилегов за скопјани? Можно труење од радиоактивен отпад и сомнителни партнери на градот кои се гонат во своите земји за опасен криминал. Почитувани, ова лудило мора да прекине. Ги повикуваме сите граѓански организации, сите надлежни институции, Министерството за животна средина и останатите да го запрат во намерите Петре Шилегов, бидејќи се работи за животот на сите скопјани. И онака градот Скопје е најзагаден град во светот, не ни треба и ефективно труење од рециклажа на најопасниот отпад кој што ќе се увезува од странство. Благодарам.